Почитувани граѓани, дуото Ковачевски ја внесува Македонија во енергетска неизвестност. Половина од енергетските постројки работат со половичен капацитет. Затоа што за да работат со полна пара, потребни се суровини кои не се обезбедени на време заради криминалот на власта. И наместо на време да се обезбеди државата со јаглен и мазут, дуото Ковачевски се фрли на криминал. Па така, сега за увоз на скапа струја, со цел да се покријат недостатоците, ќе бидат потребни и до половина милијарда евра. Но, да тргнеме со ред. РЕК Битола и Осломеј работат со половичен капацитет затоа што на депониите на овие два комбината нема доволно јаглен, а и тој што го има и го плаќаме како скап увоз е со слаба калорична вредност. Доколку овие два енергетски капацитети се ставеа во полн погон, цената на струјата за домакинствата немаше да се покачи во јули, а за покачувањето во јануари немаше ни да се разговара. ТЕЦ Неготино работи со една турбина, наместо со две, затоа што дуото Ковачевски не изврши навремена набавка на мазут. Доколку оваа централа работеше со целиот свој капацитет, односно со уште 100 до 110 мегавати моќност на сегашните 90, ќе се обезбедеа дополнителни количини струја за фирмите, која немаше да биде поскапа од 200 евра за мегават час. И за разлика од сегашните до 800 евра, ќе беше и за 4 пати пониска. Вака менаџираните енергетски капацитети со дополнително домакинско работење со хидроакумулациите ќе обезбедеа доволно струја за домакинството и немаше да има потреба од покачување на цената, но и ефтината струја за фирмите ќе беше реалност. Доколку власта наместо да договара тендери за транспорт на јаглен и мазут, ако почнеше да работи и ја снабдуваше државата со овие суровини, без никој да зема проценти, во голема мера ќе се избегнеше инфлацијата, која е резултат на високите цени на струја. Негрижата и криминалот на дуото Ковачевски ја донесе државата до ситуација на неизвестност. Илјадници фирми се загрозени и 500.000 наши сограѓани живеат со 150 денари на ден, се пред целосна сиромаштија. Повеќе од очигледно е дека оваа влада нема капацитет да се справи со кризата, а во исто време поважен им е профитот од доброто на државата. И затоа потребни се предвремени парламентарни избори за смена на оваа власт. Ви благодарам. Доколку имате прашања, повелете. Добре, почнаа веќе оставки од функционери во градската власт од ВМРО-ДПМН. Дали тоа значи дека се разидувате конечно со кандидатот што го најави можеби вчера и вашиот лидер? Причините поради кои функционерите од ВМРО-ДПМН поднесоа оставки ги видовме во јавноста преку нивните изјави, но како партија која го поддржа концептот за модерно Скопје и која застана со поддршка зад независната кандидатура на Арсовска, искрено верувајќи во овој концепт, можам да кажам дека не сме задоволни од досега сработеното од градоначалничката и сметаме дека малку е реализирано, а може и треба да се испорачаат многу повеќе резултати кои ги заслужуваат скопјани. Поддршката која ја дадовме на почетокот кон Арсовска е темелена на принципи и секако ние таа ќе ја повлечеме тогаш кога ќе видиме дека тие принципи не се почитуваат. Имено ова се однесува дека во иднина само оние проекти и само онаа политика која е во функција на концептот модерно Скопје и која ја поддржуваме ќе биде одобрена и изгласана во Советот и секако ќе има поддршката од ВМРО-ДПМН, но исто така ќе го задржиме и правото да бидеме жестоки критичари на незините политики кои патем излегуваат надвор од тој концепт кој што е ветен пред граѓаните. Искрено би порачале на градоначалничката дека наместо неосновани пресметки и упади на пресконференции треба да се започне со проекти и со решавање на потребите на скопјани. Тоа значи дека целосната поддршка има изгубено и дека нема да има веќе директори од вашата партија во градската власт, барем за сега. Како што кажавме, нашата поддршка е темелена на принципи и додека се почитуваат тие принципи за развој на Скопје и за развој на проектите кои што беа ветени во програмата за модерно Скопје, ВМРО-ДПМН и Советот ќе ги поддржи, но се што е надвор од тој концепт нема да го поддржувам. Благодарам.